Нема да има продолжување на зимскиот распуст. Учениците на настава ќе се вратат на 20 јануари, соопшти министерката за образование и наука Весна Јаневска. И покрај порастот на заболени од грип, насоките од Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство се второто полугодие да започне согласно утврдениот план. Министерката упати апел до учениците и родителите за редовно посетување на наставата и што помалку изостаноци. Сите училишта ќе почнат навремено со новата училишна година, затоа што вчера веќе имавме од Министерството за здравство и од Институтот за јавно здравје дека нема да има пречки за почеток на новата учебна година. Ви благодарам на прашањето, апелирам до родителите, учениците да се не почесто, да се редовни во училиштето и што е можно поретко да изоставуваат, затоа што сите испитувања и во Македонија и сегде во светот велат дека учениците кои редовно ги посетуваат училиштата постигнуваат подобри резултати. Министерката Јаневска посочи дека научно-истражувачката дејност е меѓу врвните приоритети на владата. Таа информираше дека се зголемени платите на професорите, како и средствата за наука со цел професорите поинтензивно да се вклучат во научно-истражувачката дејност и своите трудови да ги објавуваат во светски признати списанија. Апелирам да бидат вклучени и студентите, бидејќи тие се иднината на оваа земја, но и до универзитетите како организации да се малку реорганизираат, да спроведат формирање на стартапи, на хабови и се разбира врв на целата наша заложба за развој на науката е проектот кој го водиме како влада за формирање на првиот научно-технолошки парк во Македонија. При посетата на Штипскиот универзитет Јаневска ги образложи критериумите предвидени со новиот закон за високо образование, кој академскиот кадар ќе мора да ги исполни за избор и унапредување во повисоко академско звање.